ова издание. Рано гласање во САД. Експертите велат, во просек околу половина од американските гласачи гласаат рано. За долгата рака на Кремљ кон политичките дисиденти и азиланти кои пребегале во европските држави. САД избори 2020. Кој може да гласа, но и какви се прописите во разни сојузни држави. Ке ви кажам, останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, ова е News Flash на Гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. Во многу сојузни држави, каде што е дозволено раното гласање, многумина веќе го остваруваат тоа право како што наближува 3 ноември. Гласот на Америка беше на едно гласачко место да се увери за процесот. Ова е надвор од потесното градско подрачје на Вашингтон во Северна Вирџинија. Луѓето почнаа да пристигнуваат одрано, иако изборите се дури следниот месец. Редицата станува подолга како што минува денот. Сите носат маски и практикуваат социјално дистанцирање. Во просек се чека 45 минути. Се чини дека помине 1 час, може би повеќе. Ке чекам, американската демократија е во зала. Не очекував дека ќе оди брзо, но добро е. Имам работа денеска, но ова е поважно. Излезноста на изборите на 3 ноември е на рекордно високо ниво. Гари Скот од изборната комисија на општината Ферфекс вели дека не видел вакво нешто за неговата 24 годишна кариера. За споредба лани имаше 137.000 рани гласачи, сега имаме повеќе барања за гласачки ливчиња до овој момент. Испративме 170.000 гласачки ливчиња. Мислиме дека 2/3 од нашите гласачи овој пат ќе гласаат пред денот на изборите. Експертите велат дека во просек околу половина од американските гласачи гласаат рано. Моја проекција е дека околу 150 милиони луѓе ќе гласаат, половина од нив ќе гласаат пред денот на изборите. Значи можно е 75 милиони луѓе да гласаат пред денот на изборите. Иако има исклучително голем интерес за председателската трка, главната причина за бранот на рано гласање е пандемијата на коронавирус. Луѓето едноставно се плашат да бидат на места каде има многу луѓе, како што е при гласањето на денот на изборите. Загрижена сум што може да се случи и сакам да видам дека моето гласачко место ќе биде отворено. Сакам да направиме промена годинава, затоа што 2020-та беше многу фрустрирачка. Заради пандемијата многу сојузни држави ги поедноставија процедурите за рано гласање. Оваа година секој може рано да гласа. Порано беше многу тешко да гласате рано. Имаше многу рестрикции на причините да гласате рано. Ако сте студент или во армија или ако патувате. Нема начин да го промените гласот кога еднаш ке гласате, дури и ако гласате со недели пред денот на изборите. Но тоа не е проблем за илјадници луѓе. Живееме во поларизирани времиња во САД и многу луѓе веќе имаат став. Мислам дека некои беа подготвени да гласаат и пред 1 година за Доналд Трамп и тие нема да зажалат и денеска ќе гласаат исто како пред 1 година. Се разбира, има многу американци кои ќе решат за кого ќе гласаат на 3 ноември и тие ќе бидат главната цел на проекциите за резултатите на председателската трка. Сепак, ниедна партија нема да ги знае резултатите на раното гласање до денот на изборите. Гласачките ливчиња нема да се пребројуваат до денот на изборите. Никој, дури ни изборните представници, нема да ги знаат резултатите пред денот на изборите. Гласовите ќе бидат во машина, може да се каже, но дотогаш никој нема да може да го стисне копчето за броење. Секоја сојузна држава има право да реши кога ќе започне со раното гласање. Најголем дел од државите ќе ги отворат гласачките места 1 недела пред денот на изборите. И се очекува дека локалните изборни представници се уште ќе бројат гласови што ќе пристигнуваат по пошта со денови по гласањето на 3 ноември. Британија е дом на многумина од руска националност, пријатели и непријатели на владата во Москва. За многумина политички поранешни аналитичари, дисиденти и азиланти е невозможно да избегнат долгата рака од Кремљ. Хенри Риджвел има повеќе. Лондон е долго време омилена дестинација на руси кои сакаат нов живот во Европа, вели поранешен британски дипломат и експерт за Русија Иан Бонд. Имате заедница на која ќе се приклучите. Имате неколку весници на руски. Имате руски цркви, руски училишта.
Азилот не дава секогаш и безбедност. Критичарот на Путин Александар Литвиненко умре од радиоактивно труење во Лондон во 2006-та. Британија вели дека руската држава го извела убиството. Во 2018-та поранешен руски двоен агент Сергеј Скрипал и неговата ќерка Јулија биле отруени со новичок, нервен отров што го произведува само руската влада. Обајцата преживеале, но локална жена умрела откако дошла во контакт со отровот. Поранешен чеченски командант Зелимкан Кангошвили бил смртно застрелан во парк во Берлин во 2019-та. Германија обвинува руската влада. Москва негира вмешаност во овие убиства и обиди за атентат. Но аналитичарите велат дека последниве 2 децении имало голем број сомнителни смртни случаи на руски политички азиланти низ Европа. И многу често немало реакции по нив. Понекогаш има тенденција кај некои европски држави да мислат се додека руси убиваат руси, не за сега. Главната опозицијска фигура на Русија, Алексеј Навални, бил наводно отруен со новичок во Сибир и е донесен во Берлин за лекување. Финансиерот Бил Браудер ги предводел напорите да ги убеди западните нации да усвојат документ познат како Магнитски закони за таргетирање имот на официјални лица на Кремљ кои се обвинети за непочитување на човековите права. Откако неговиот советник за даноци Сергеј Магнитски умрел во руски затвор во 2009-та. Путин го отру неговиот политички противник користејќи хемиско оружје. Тоа треба да предизвика масивни казнувачки последици за Владимир Путин, но до денес такво нешто нема. Браудер вели дека Европа може да му се спротистави на Путин и на олигархијата што го држи на власт. Сите овие луѓе имаат вили на југот на Франција, во Сардинија, во Марбела. Тие имаат банковни сметки во Швајцарија, во Париз, Лондон. И ако сакате да дојдете до нив, ако навистина сакате да сторите нешто што ќе ги натера да размислат 2 пати пред да направат друго злодело, треба да одите по тоа што најмногу им значи. Така, Европската Унија е клучот. Германија ја поттикна Европската Унија да постави нови санкции кон Русија по труењето на Навални. Но секоја земја членка може да стави вето на акцијата на блокот. Секогаш има некој што на Путин сака да му стори услуга и заради тоа Европската Унија не може ефективно да делува. Германија исто така беше обвината за лицемерие, додека продолжува со изградбата на нафтоводот Северен поток 2 од Русија до незиниот северен брег. Критичарите, вклучувајќи го и Вашингтон, велат дека нафтоводот само ќе го збогати Кремљ. Би рекол дека германската канцеларка Ангела Меркел овој пат беше под најголем притисок досега да го откаже. Германија испрати примероци од крв од Навални до Организацијата за превенција на хемиско оружје во Хаг. Ако се потврди употребата на новичок, Берлин вели дека ќе изврши притисок за повеќе санкции кон Москва. За крај на News Flash, кој сте може да гласа во САД? Погледнете. Го гледавте News Flash, јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. Пријатна вечер. Се гледам утре.